Годинава, во знак на одбележувањето на 60 годишнината од нашата институција, имавме среќа да запознаеме поддржувачи на иницијативите за промовирање на културното наследство, со чија што помош успеавме да ревитализираме еден проект кој своевремено беше направен и се однесува на илуминацијата на иконостасот и на целата црква Свети Спас. Покрај тоа што е осветлен иконостасот и осветлена и сводот е осветлен на црквата, така што имаме прилика да на многу дискретен начин да го видиме и фрескоживописот. Не запира тука проектот, значи тој се однесува и на илуминација на камбанаријата на комплексот Свети Спас и на светла кои се предвидени пред влезот во црквата покрај оградниот камен ѕид. Годинава во рамките на нашата програма, која е финансирана од Министерството за култура, имаме два сериозни, да речам, капитални проекти. Едниот се однесува на конзерваторско-реставраторските интервенции на аквадуктот, а другиот се однесува на конзерваторско-реставраторските интервенции на спомен куќата на нашиот познат ликовен уметник Лазар Личеновски. Тука ќе спомнам и нешто друго, исто така што е исто предмет на интерес особено на странските амбасади кај нас. Станува збор за објектот Шалтер сала на комплексот Пошти. Затоа што тоа е еден од ретките објекти кој е избран како за жал еден од најзагрозените во регионов и во моментов представува приоритет. Значи, тој е настрадан објект за кој што треба да се овозможи една ревитализација со можност да се пренамени дел од објектот за потребите на Министерството за култура или општо да биде тоа еден мултифункционален културен центар во кој што би можел да се користи за разни намени. Тоа е еден голем предизвик и на него работиме паралелно и во однос на конструкција, и во однос на методи за постапка при конзервација на бетон и во однос на санација на деградации настанати од такви катастрофални последици. Првиот збор што ми паѓа на памет е воспитување, домашно. И последниот. Нема останати 4. Ако не ве воспитале како мал, дека треба да имате однос кон постарите, се другото е само напразно трошење време. Ако вие ги почитувате, да речем, постарите, ќе имате однос и кон наследството. Многу ми беше важно да воспоставиме линкови. Беавме да се поврзаме со Сараевскиот кантонален завод за заштита на споменици од Сараево. Во меѓувреме воспоставивме и врски со еден универзитет од Атина, кој што се бави со едукација за конзерватори. Тоа е она што кај нас го нема. И ние во последно време се соочуваме со тој голем проблем. Значи, за неколку години ќе останеме без соодветен стручен кадар.